Господин Мисковски, добре дојдовте во Македонската информативна агенција и во нашето студио. Вие сте прв пат тука да го реализираме ова интервју во рамките на кампањата за предвремените парламентарни избори, што ги се одржат на 15 јули. Благодарам на поканата, прв пат ми е тука, како што кажавте. Се надевам ќе имам убаво интервју. Да. Веќе ја промовиравте, ВМРО-ДПМНЕ веќе ја промовира својата програма, фокусот главно ќе биде на економијата. Кои се клучните проекти со кои ќе се обидете да ги привлечете гласачите? Па како што и самата кажавте, главен фокус ќе биде на економијата, бидејќи она кое што сега е реалност во Македонија е практично една разурната економија. Економија која што ги остава безнадежни предприемачите, бизнисмените, но и самите граѓани практично на нашата држава, затоа што ситуацијата е повеќе од алармантна. Не затоа што тоа е сега само поради ова пандемија која што не задеси, секако тоа има можеби огромно влијание, туку и поради лошите политики изминативе 3 години од страна на владата на СДСМ и од страна на ова раководство практично на СДСМ предводено од Зоран Заев. Изминатиот период, ако се сеќавате, често пати, помалку така шеретски, ова раководство на СДСМ знаеше да не обвини дека ВМРО-ДПМНЕ немало програма, дека ВМРО-ДПМНЕ настапувало со празни флоскули и така натаму, а видовте, започна кампањата и ние се уште од СДСМ немаме промоција на програмата и всушност ние не знаеме што е тоа што СДСМ го нуди пред граѓаните. За разлика од нив, ние излеговме со 360 страници материјал, имавме промоција во градот на конзулите во Битола, од прилика професорите Славевски и професорот Кедев и јас вклучително имавме определени насоки што е содржано во самата програма, зошто професор Славевски и професорот Кедев, затоа што цениме дека во моментот, имајќи предвид ситуацијата во државата, здравството и економијата се некако фокус на граѓаните и мислам дека они има вака успешен обид да накратко сублимираат сето она кое што е содржано во самата програма. За разлика од нас, ние од страна на СДСМ, од страна на Зоран Заев и ова раководство не видовме некоја програма, излегуваат со празните флоскули, со истиот наратив, како да сме 5 години наназад во времето, наместо 5 години потоа. Но тоа е нивниот начин на водење на кампања. Ние имаме кампања која што е проактивна и кампања која што има понуда и ја нарековме проект обнова. Да има малку и инженерска нишка. Колку оваа програма може да одговори на реалните потреби на граѓаните, доколку да претпоставиме дека ВМРО-ДПМНЕ ќе формира влада во иднина. Колку оваа програма може да одговори на реалните потреби? Самиот споменавте во каква ситуација се наоѓа земјата и не само земјата, генерално Европа, светот воопшто. Значи бара огромни трансформации на системите. Прилично темелно е работена. Вие се сеќавате изминативе 2,5 години, би рекол, пред 2 дена практично измина 30 месеци откако сум избран за председател на ВМРО-ДПМНЕ. Ние имавме многу акции со кои што разговаравме со граѓаните, тие нудеа определени сугестии, предлози, разговаравме и со бизнис заедницата, со стопанските комори, имајќи го предвид капацитетот на структурите на партијата, партиските комисии, но и голем број експерти кои што не се партиски определени од земјава и од странство, учествуваа во изработката на оваа програма. И единствена работа која што не беше важна е да одговори на вистинските потреби на граѓаните во следните 4 години, но достави простор и за следните години кои што ќе следат после овие 4 години, бидејќи сакавме повеќе да биде со визија, стратегија и јасна методологија, за да немаме потоа проблеми во реализацијата, да биде тоа модуларно, етапа по етапа, чекор по чекор и на секој да му е јасно и да ги следиме и не само ние, туку и вие новинарите, да имате можност да ги следите чекорите како ја реализираме таа програма, затоа што поминаа 3 години од владата на СДСМ и ДУИ, јас навистина не знам отчет за овие 3 години што е сработено. Дали некој слушна отчет за каде се потрошени ние речиси 12 на милиарди евра. Ние немаме отчет на тоа што е сработено изминативе години. Затоа сакавме најпрво да ви олесниме вас новинарите, да олесниме на оние кои што утре ќе извршуваат важни државни функции, но и да олесниме на граѓаните да може да ја следат реализацијата на таа програма. Прашање, кој е првиот проект што ќе го реализирате доколку ВМРО-ДПМНЕ дојде? Кој што е во рамките, кој што ќе произлезе од вашата програма и кој што реално би требало да одговори на одредена потреба на граѓаните? Па ќе ви кажам најпрво, ќе има многу проекти што во првите 100 дена ќе ги реализираме, но прв проект ќе биде оние 3 дена реакции за кои што ги донесе
СДСМ веднаш ќе ги конвертираме во спортски денар, 1 денар за спортот, 1 денар за културата и 1 денар за образованието. Втора работа што ќе направиме веднаш безусловно ќе го укинеме рамниот данок, не како што тоа го направи, ќе го укинеме прогресивниот данок, се извинувам, а не како што тоа го направи СДСМ со одлагање, и ќе го воведеме рамниот данок и веднаш ќе следи негово намалување од 10 на 9% во 2021 и понатаму 8% во 2022 година. Ќе укинеме многу работи кои што до сега ги правеше СДСМ, како што се непродуктивните трошења, оние буџетски средства кои што во моментот се трошат за партиски вработувања, кои што се тотално непродуктивни. И еве, можеби тука би го вклучиле ребалансот на буџетот, низа сет на мерки кои што ќе го тангираат здравството, образованието. Наистина првите 100 дена ќе бидат динамични. Сакаме првиот впечаток да биде силен, затоа што вие немате втора шанса за прв впечаток. Ако вие барате изговори лошо работеа овие 3 години, па потоа да кажувате еве ради тоа што ни лошо работеа, ние сега не можеме да ги спроведеме нашите политики, тогаш ќе бидеме исти како нив, ќе бидеме исти како овие 30 години политичко мучуриште. Сакаме да бидеме авангарда, нешто ново да иновираме и да направиме веднаш робустен чекор уште во првите 100 дена. Отприлика имаме ситуацијата во рака што се случува, што се погрешните работи, каде ќе треба да се интервенира, така што еве ќе бидете сведоци на сериозен исчекор. Да продолжиме. Уште во првите 100 дена, да, повелете. Голем предизвик излезеноста на овие избори. Беше и пред COVID-19, но исто така сега веќе се зголемува овој предизвик, да речам, за сите политички партии, не само за ВМРО-ДПМН. Како ВМРО-ДПМН ќе се обиде да ги привлече гласачите, односно граѓаните да гласаат за нив, за нивната програма, како ќе ги анимира неопределените на тој 15 јули да излезат и едноставно да се изјаснат. Можеби не за вас, но за некоја политичка партија. Во право сте, се сложувам со вас, бидејќи потенцијалот кај неопределените, но и генерално кај гласачите некаде отприлика 3:1 во насока на тоа дека ова влада не ја води Македонија во правилна насока и ова влада треба да се смени. Но истовремено тоа пак не се рефлектира на прашањето дали ќе излезете да гласате во тој опсек, и да ќе треба да практично ги анимираме гласачите, посебно сега во овие предизвикувачки времења, имајќи ја предвид ситуацијата со COVID-19, да излезат и да гласат. Ценам дека Државната изборна комисија ќе ги преземе сите мерки да избирачкиот процес помине непречено, а од друга страна да биде заштитено здравјето на гласачите. Ние на секој настап, на ние мини собири со граѓаните, ги повикуваме граѓаните дека треба да се излезе, дека е значајно да се излезе во што е можно поголем број, иако да бидам искрен, на анкетите во овој момент излезеноста би се движела меѓу 45% плюс минус 5%, за разлика од порано кога ние сме имали избори кога под 63, 64, па дури 65% не била излезеноста. Значи, отприлика 20% помалку. Но мислам дека во деновите што следат пред нас, ќе има можност граѓаните да се запознаат поблиску со програмата која што ја нудиме. Ценам дека таа ќе остави впечаток кај нив и дека они тој ден, имајќи ја предвид ситуацијата на 15 јули, масовно ќе излезат и ќе поддржат понудата на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Самиот ги споминавте настаните што ги организирате како политичка партија, ги повикувате граѓаните да ги почитуваат мерките за COVID-19. Вие лично најавивте дека нема да ги откажате средбите со граѓани, дека ќе имате средби со граѓани, директни средби со граѓани, почитувајќи ги мерките за COVID-19, но во меѓувреме сте критикувани од страна на вашите политички опоненти, но и на одредени граѓани, ако можам така да кажам, дека не се почитуваат доволно сепак мерките. И исто така и други политички партии во меѓувреме одржуваат средби со граѓани на кои што на фотографиите гледаме дека се одржува некаква дистанца. Господин Мицкоски, што доколку се случи да има одредено ширење на болеста на COVID-19 за време на оваа кампања и на изборите, и што доколку прстот сепак биде вперен во вас? Не може да биде вперен во нас, затоа што ние предупредувавме, молевме на тие лидерски средби да не го прават тоа што го прават со сила сега, да се случуваат избори. Ние велевме, дајте луѓе најпрво да ја победиме пандемијата, на вистина да ја победиме, не како што излегува овој инфектологов Караджовски, Филипче и Спасовски, туку вистински да ја победиме, како што тоа го направија некои соседни земји, па дури потоа додиме на избори. Од тогаш не наидевме на разбирање кај Зоран Заев и СДСМ, и тој велеше ние требало да научиме да живееме со
со пандемијата, односно дека тој ќе бил присутен и дека и онака луѓето ќе си ги губеле своите животи. Прилика тоа беше наративот и таа беше реториката на СДСМ и Зоран Заев. Втората варијанта беше да го оставиме СДСМ и Зоран Заев сам да оди на избори, да освои бројка на пратеници со која што многу лоши работи ќе се случат на нашата држава, имајќи го предвид капацитетот на овие луѓе. Затоа одлучивме, имајќи го предвид предизвикот кој што е пред нас, да излеземе и да ги победиме, и тоа ќе го направиме. Ние имаме помали собери со граѓаните, не организираме митинзи, како што кажавме, се држиме прилика до оние препораки кои што беа, 50 до 100 луѓе мини собери со граѓани. Не организираме масовно присуство, едноставно го најавуваме моето присуство и присуството на останатите кандидати за пратеници во определени места. Граѓаните одлучуваат масовно да ни се приклучат. Сега ние не можеме да ги мериме и да им велиме не доаѓајте кога тие одлучуваат да излезат и да ја дадат масовно поддршката, дури и на тие мини митинзи, на тие мини собери, така да ги наречам. И мислам дека до сега она кое што е до нас како политичари, ние тоа го правиме, односно се трудиме да ги почитуваме мерките, се трудиме да апелираме до граѓаните, ја користам и оваа можност да апелирам да се почитуваат мерките. Всушност и јас на своја кожа го осетив се тоа, бидејќи мојата мајка е во моментот се бори да го совлада вирусот. Во каква состојба, како е вашата мајка? Па можам да ви кажам дека критичното се надаваме позади нас. Инаку не беше така едноставно пред некој ден, но се надам дека критичното е позади нас. И се бориме и покрај кампања, се бориме како семејство, ја посетуваме да ја совлада што е можно побрзо оваа болест. Инаку како политичари мислам дека треба да сме одговорни према граѓаните, да апелираме за почитување на мерките. Ние сме народна партија, ние сме со граѓаните, ние не можеме позади мониторот или позади телевизорот да водиме кампања. Нормално е дека ќе излеземе во услови кога владата со уредба интервенираше во застапеноста на медиумите во 5 до 12 на 24 часа и 5 минути пред почеток на кампања. Единствена алатка која што нас ни предстои е да излеземе и да можеме вака, како вас што ве гледам очи во очи, на пристојно растојание, заштитени да ја представиме нашата програма. Како ја оценувате кампањата во последниве 3 дена? Значи има лажни вести, пропаганда, меѓу другото и вас, односно ВМРО-ДПМНЕ, се извинувам. ВМРО-ДПМНЕ обвинуваат и за лажни вести, и за ширење на неточни информации. Една генерална оценка, како ја оценувате кампањата во овие 3 дена до сега и што очекувате, да речеме, до крајот? Главен агрегатор на лажни вести е сместен во седиштето на СДСМ, но тоа нема да навлегувам сега. Тоа на големо мнозинство на граѓани ми е познато и кој е креатор и како е креатор. Ние се трудиме да ја презентираме нашата програма, нашите проекти, нашите политики пред граѓаните. Во воведните мои обраќања, кои што прилика траат помеѓу 20 и 25 минути, се трудам да ги потсетам граѓаните на тоа што се случуваше изминативе 3 години. Во вториот дел се обидувам да презентирам дел од проектите кои што се со специфика за определеното место, генерално кои ќе бидат правците во кои што ќе се движиме во следниот период и на крај завршувам со повик да се излезе и да се гласа и да се почитуваат мерките и посакувам добро здравје. Прилика тоа е фолклорот кој што е присутен на нашите мини средби со граѓаните. Каков е вашиот коментар? Денеска беше објавен еден разговор меѓу вас и господинот Киче за тоа дека вие сте се сретнале со господинот Камчев дека бил во Пимерки. Па не, тоа е истиот некој што веќе беше објавен. Има уште, претпоставувам, има уште еден дел кој што не верувам дека им одговара да го објават. Уште ова е тоа кој што излезе. Таму нема ништо криминално, нема ништо инкриминирачки, ниски страсти, еден приватен разговор. Да, сум бил во болницата, еве и денови одам во болница да не се мачат да пуштат разговори, бидејќи таму е мојата мајка, ја посетувам. Така да, еве, нека снимаат они, нека следат, јас тоа сум го кажал во минатото, цел сум на следење, на снимање, на трофеј сум практично за поедини структури, така што, немам што да додам. Сето она кое што е инкриминирачки, криминално, противзаконито владење, како што можевме да видиме во некои други такви разговори и видеоснимки, мислам дека треба да се охрабрат обвинителите и судиите да постапуваат по тоа каде што има основани индици за сторен криминал. Чудно, ова доаѓа еден ден после
После онаа закана која што ја доби еден адвокат за неговиот клиент, се сеќавате вчера, мислам дека беше, бидејќи да, Дуковски, кој што јавно кажа дека дека му се заканиле дека ќе го ликвидираат неговиот клиент ако премногу зборуваат. Она па кој што струи во кулуарите во обвинителството дека неговиот клиент, а тоа е Бојан Јовановски, поднел неколку десетици кривични пријави против структурите на власта и приложил докази кои што се основани сомневања за сериозен сторен криминал од најгоре па се надолу по вертикала. Така што, ете, тоа е, немам што да додам. Да се задржиме малку на вашата кампања. Има многу реакции, позитивни и негативни, но има доминантно негативни од страна одредена група, да речам, граѓани, во однос на вашиот прв спот, спотот на ВМРО-ДПМНЕ кој што излезе со подгрбавените луѓе. Веќе во меѓувреме има друг спот со девојката која што излезе пред некој ден, веројатно денови веќе гледаме и нови спотови. Пресметан ли беше ризикот, господине Мицковски, да излезете со вакви спотови во кампањата? Тешка, мачна е реалноста, понижувачка е реалноста во која што живеат македонските граѓани и, впрочем, тоа е цитат од може би единственото ветување на Зоран Заев кој што го исполнил од како функционира на политичката сцена, тоа е дека треба да се свиткаме кичмата од 2008 година. Да, тешко е кога ќе се сочите со реалноста и тоа не ве прави подобар човек ако бегате од таа реалност. Но можете да се соочите со губење на гласови со овие спотови. И затоа ве прашав, дали ви беше пресметан ризикот кога решивте да пуштите вакви спотови и ваква кампања, која што дефинитивно е предизвикувачка? Тоа ќе видиме на 15 јули. Дали ќе се сочиме со губење гласови или пак нема да се сочиме, туку ќе добиеме гласови. Инаку да, јас ги разбирам. И СДСМ и Зоран Заев, тешко е и мачно е да се гледа тоа што го направи изминативе 3 години, но затоа сме тука да понудиме практично алтернатива на она кое што го стори СДСМ изминативе 3 години со сите оние понижувања, лаги, невистини, конструкции, криминал, корупција, Луи Витон ташни, трастра, судски одлуки. Гледаме таму еден поранешен функционер на СДСМ, тоест не на СДСМ, на владата предводен од СДСМ, како купчиња си реди во слободно во чанта. Тоа е она кое што е тешко да се гледа и за тоа се губат гласови. А инаку ова е реалноста која што ни ја донесе Зоран Заев, а ја најави уште 2008 дека треба да се свиткаме кичмата. Но среќа не треба граѓаните да губат надеж, има алтернатива и свитканата кичма ќе остане само запаметена по времето на Зоран Заев. Во иднина ќе имаме гордо крената глава. Како се одразува кратењето на парите за политичките партии на работењето на ВМРО-ДПМНЕ? Предпоставувам дека таа одлука која што беше донесена е донесена во некаков договор меѓу политичките партии, но како се одразува тоа врз работењето на ВМРО-ДПМНЕ? Па видете, тоа се средства кои што беа скратени како резултат на кризни мерки. Ние тоа го поддржавме. Нашиот технички министер за внатрешни работи гласаше за време на владината седница. Така што нашиот став по тоа прашање сме го кажале. Како се одразува тоа на работењето? Па тешко се одразува на работењето, бидејќи ние немаме Луи Витон куферчиња, ние немаме купчиња кои што се ставаат во чанти, ние немаме во наше друштво адвокати со 6 милиони евра кои што бараат мито, ние немаме евро за евро политики со нашите браќа и сестри, така што многу тешко се одразува, но исто тоа ќе се снајдеме и ќе ги поразиме. Видете, еве вака ќе искористам оваа ваша емисија и овој момент да упатам една порака. Ние имаме замрзнат имот. Нелегално. Од она СЈО, знаете, на распаднатано Луи Витон СЈО, каде што се делеа стотици илјади евра за хонорари помеѓу обвинители и така натаму, каде што прада чантата на обвинителите беше секојдневие. Скратено ни е финансирање на 30, помалку од 30% партиско, политички прогон, секојдневен атак врз активистите, секојдневен атак врз симпатизерите, буквално интервенција со владина уредба и злоупотреба на состојбата, воредната состојба во еден ден буквално пред почеток на кампања. Се тоа ние се навикнавме на претседателските избори. И тогаш освоивме 380.000 гласа, тогаш сите останати освоија 420.000 гласа. Сега ќе доживеа дебакал. Со се тоа, со сите конструкции, со сиот притисок, со се тоа што го прават, бидејќи тоа они го прават затоа што не веруваат дека можат.
затоа што се исплашени. Човек кој што верува, човек кој што знае дека цврсто гази, нема потреба од вакви работи. Тој излегува на терен и победува. Така сум правил во животот, така и ќе направам и овој пат. Оваа кампања партиите од Албанскиот блок, поточно Демократската унија за интеграција, ја започна со идејата за премиер албанец. Колку ваквата промоција, само да додадам, се извинувам, оваа идеја има идеја со намера да се обединат, нели, сите албанци, албанските партии во Македонија, за, нели, со тоа дуи претпоставувам, нели, албанските партии колку гласови може да добијат дуи на контото, на своето конто со оваа идеја, како ја оценувате и какви се вашите коментари на нивниот предлог господинот Зибери да биде премиер? Па, видете, јас мислам, ќе ми простите, јас немам високо мислење за кадровото решение кој што го понуди Дуи, можеби тоа малку ја девалвира таа нивна првична идеја, претпоставувам, бидејќи очекував малку посериозен пристап и човек кој што има малку повеќе собствен кредибилитет, но претпоставувам дека тие се водат од некои нивни внатрепартиски анализи. Јас не би сакал да сугерирам, затоа што мене ме интересира... Кои се вашите проценки? Колку мандати може да освои Дуи и Албанскиот блок со оваа идеја? Што може тоа да биде, што може тоа да донесе? Видете, јас не знам какви се нивните проценки, но она кое што јас го гледам како анкета, излезеноста помеѓу албанците можеби ќе биде помала споредена со останатите. И таа сега ќе зависи од генералната излезеност, но не очекувам да надмине бројка од вкупно помеѓу 170 и 190 до 200.000 гласачи. Тука предираат повеќе опции, меѓу кои што се Демократската унија за интеграција, тука е коалицијата Алијанса на албанците алтернатива, тука е Демократската партија за албанците, тука е СДСМ со нивната коалиција БЕСА. Како ќе го делат тоа, не знам, не би можел да претпоставам, бидејќи има различни анкети, на некои предначи Демократската унија за интеграција, на други предначи коалицијата Алтернатива и Алијанса, така да во зависност од излезеноста таков ќе биде резултат. ВМРО-ДПМН ќе коалицира со секој политички субјект со кој што ќе успееме да постигнеме договор на ниво на програма. Дури да подсетам само, бидејќи Талат Џафери пред минатата недела на пресконференција побара албанските партии да поддржат мнозинство во собранието кое што ќе поддржат, односно кое што ќе поддржат премиер албанец. Дали во тој случај би коалицирале со Дуи? Видете, моето искуство во политиката, но и животно искуство вели дека никогаш не вели никогаш. Така што тоа што го кажал господинот Талат Џафери, го кажал, претпоставувам, во еден национал романтичен занес, но она кое што јас можам да го кажам, а тоа е да се водам од прагмата и реализмот, е дека мандатар на влада е оној кој што ја добива довербата на граѓаните. Факт е дека во минатото победи ВМРО-ДПМН во 2016 година, мнозинството граѓани во тој момент гласаа за ВМРО-ДПМН, но исто така е факт дека во тој момент ВМРО-ДПМН не успеа да собере мнозинство во парламентот, се формираше едно ново мнозинство, што значи дека се создаде нов принцип. Ако го кршите принципот кој што функционира и носи резултати, тогаш тој може да создаде проблеми. Затоа јас би се вратил на оној принцип од минатото, тоа е дека партијата која што ќе освои најмногу гласови и која што ќе добие најмногу од граѓаните е таа која што треба да го добие мандатот од председателот. Јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија ќе бидат сериозно победнички на овие избори кои што ќе се случат на 15 јули и се надевам дека председателот Пендаровски ќе го даде мандатот на победничката коалиција. Кандидат за мандатар на победничката коалиција сум јас. Па повторно неблагодарно е зависи од излезеноста. Знаете, зависи од излезеноста. Сега можеме да кажеме дека ќе имаме излезеност, да речеме, повеќе од 1 милион граѓани, тогаш мандатот би вредел 7-8 илјади глас. Ако кажеме дека излезеноста ќе биде 750-800 илјади граѓани, тогаш мандатот би вредел 3,5-4-5 илјади глас. Зависи од излезеноста, наистина математички, но генерално сум убеден во практично победата на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Да.
Дали останувате на ставот дека ќе го ревидирате Преспанскиот договор и какви се вашите планови во однос на надворешната политика? Ставот на ВМРО ДПМН поврзан со Преспанскиот договор сме го кажале многу пати во минатото и тука немаме никакво поместување ниту во позитивно, ниту во негативна смисла, повеќе од 100 пати. Јас лично, представници на партијата го повториле. Инаку што се однесува до евроинтеграциите, јас сум убеден во капацитетот на владата на ВМРО ДПМН и кадровскиот потенцијал и тоа е многу понадмоќено тоа што го нуди нашиот политички конкурент. И последно прашање, господин Мицковски, каква е вашата порака до граѓаните? Па мојата порака до граѓаните е најпрвен да се чуваат, затоа што времето е навистина предизвикувачко, имајќи ги предвид се уште овие луѓе кои што се наоѓаат на Илинденска број 2 и луѓето кои што се уште креираат какви такви политики, бидејќи тие политики не ги заштитуваат граѓаните. И она кое што како секундарна порака сакам да им испратам, бидејќи примарното е здравјето, да го чуваат, да го сочуваат, затоа што само здрав човек може да направи во животот. Затоа тука треба да се многу внимателни и како секундарна порака да излезат масовно, почитувајќи ги мерките кои што ќе ги преземе Државната изборна комисија, да излезат масовно и да го поразиме ова што ни се случуваше изминативе 3 години, затоа што само така можеме да ја градиме Македонија онаква каква што ја сонуваме и сакаме. Во спротивно, повторно ќе имаме подведена кичма, повторно ќе имаме порази, криминал, корупција, Луи Витон ташнички и така натаму и така натаму. Господин Мицковски, ви благодарам за ова интервју и за одвоеното време, имајќи предвид дека имате многу набиена агенда деновива. Благодарам на можноста.